се поставуваат 6 вакви, како што напоменав, 2 од 3 кубни метри и 4 од 5 кубни метри. За време трајањето на овој пилот проект, комунална хигиена со возилата со кран што ги има, ќе ги празни овие контейнери. Очекувам дека ако влеземе во имплементација, некаде во втората половина на оваа година и со специјалните возила кои што се наменети за празнење на ваков тип на контейнери, услугата која што ќе даваме на граѓаните на Скопје ќе биде сериозно поквалитетна. Карактеристично за овој тип на контейнери е што по принцип на модули може да се во истиот сат додаваат и сегменти за селектирање на отпад, што е еден од проектите на кои што веќе работиме сериозни подготовки. Комуналната хигиена, хигиената воопшто во нашиот град е во сферата на интересот и моја и на администрацијата и мислам дека и граѓаните веќе приметуваат дека улиците што се под надлежност на градот Скопје се сериозно поквалитетно исчистени, во добра кондиција кога е јавната хигиена во прашање и оние неколку невралгични точки што ги имавме со преполнети контейнери, полека ги надминуваме. Денес, како што каже и градоначалникот на градот Скопје, се изврши промена на контейнерите овде во Карпош 3 на улицата Никола Русински. Јас ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на градот Скопје и на комунална хигиена, бидејќи карпошани, особено карпошани кои што живеат во овој дел од општината, добро ја паметат на лоша гледка на преполни контейнери, кое што ѓубре потоа се пренесува и во парковите овде во Карпош 3, а во летниот период предизвикува и неподнослива миризба. Со овој проект сето тоа заминува во историјата. Ја користам оваа прилика да потсетам дека економските субјекти, угостителските објекти, маркетите, сендвичарите, рестораните се должни да имаат соработка со колективен постапувач за подигање на нивниот отпад и дека овие контейнери не се наменети за нив. Ова се контейнери кои што се наменети за отпадот од домакинствата, односно од граѓаните на овој дел од градот и овој дел од општината. Дополнително, на локацијата кај Тинексот, малку подоле од оваа точка, покрај промена на контейнерот има и повеќе контейнери за селекција на отпад, односно контейнери за електричен и електронски отпад, контейнери за стакло, хартија, пластика, лименки и вакви нови контейнери кои што се за секојдневен отпад од домакинствата. Благодарност уште еднаш и до градот Скопје и до комунална хигиена. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани, само заедно ќе дојдеме до почиста и поздрава животна средина.